Добар ден, драги првачиња. Добре дојдовте во училница на часот по македонски јазик. Јас сум Александар Христовски, одделенски наставник во Основното училиште 11. октомври, центар од Скопје. Денеска, заедно со вас, на овој час, ќе учиме за еден глас. А за кој глас поточно станува збор, ќе дознаете откако ќе ви отсвирам дел од една детска кратка песна. Да видиме, ајде да почнеме. Врапчето не е папагалче, не уме да збори, не уме да пее, само си црцори. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, кој ќе биде прв? Ла-ла-ла, ла-ла-ла, штом ќе фати црв? Ла-ла-ла, ла-ла-ла, кој ќе летне прв? Ла-ла-ла-ла, на топола на врв. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, Л. Сега, сите знаете, дека денеска ќе говориме токму за овој глас. Л. Но, што треба да научиме? Ќе научиме како го откриваме, препознаваме, каде го употребуваме гласот Л. Односно, треба да научиме како правилно го изговараме и на кој места од зборот се наоѓа овој глас. Дали е на почетокот, средината, односно крајот од зборот. Гласот Л е насекаде околу нас. Еве, например, сигурно знаете дека кралот на животните се вика лав. А кај лав го има гласот Л. Лук. Тоа е еден зеленчук кој знае малку да ни лути. Лук. Сите сакаме ладна лимонада во лето. Неа ја добиваме од лимон. Лист, лебед, лонец, лубеница, лижавче, лажица. Кај сите овие примери го имаме гласот Л и тоа на почетокот од зборот. Но секогаш и не е така. На овие примери гласот Л не е на едно и друго место. Например, крал. Крал. Гласот Л е на крајот од зборот. Автомобил, сол, чешел, стол, портокал. Кај сите овие примери гласот Л е на крајот од зборот. Но имаме и примери каде што гласот Л е на средината. Погледнете. Кловн, пчели, пиле, алка, балон, слон. На оваа слика имаме еден замислен слон. Но кај сите примери гласот Л е на средината на зборот. Ние треба правилно да научиме како да го изговараме овој глас. Односно, што е потребно да кажеме, да го изговориме гласот Л. Потребно ни е јазикот благо раширен да го ставиме зад предните заби. Односно, да го допреме мекото непце. Кога ќе го пуштиме воздухот, ќе го добиеме гласот Л. Можеме и да слушнеме како тоа звучи. Сега ќе погледнеме. Л. 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 Една наша ученичка ми испрати видео
а во него таа ни покажува како го изговара, како и каде го употребува гласот Л. Можеме и неа да ја погледнеме. Л. Л е за лимон. Л. Л е за лубеница. Л. Л е за листови. Л. Л е за лешници. Л. Л е за лук. Л. Л е за лути пиперки. Л. Л е за лепак. Л. Л е за лектира која што треба да се прочита во лето. Л. Лайк. Одлично. Браво за нашата ученичка. Сигурен сум дека и сите вие за кратко време ќе научите како се употребува овој глас. Јас ви подготвив една вежба. Што треба вие да направите? Треба да увидите дали гласот Л се наоѓа кај овие слики, односно зборови. Треба да знаете, односно да им кажете на вашите родители каде се наоѓа во кој дел од зборот од овој глас. Дали е на почетокот, средината или на крајот на зборот. Тука имаме врабец, имаме ливада, телефон, имаме банана, лебед и компири. Јас сум сигурен дека вие, додека јас објаснував, вие дека добро размисливте и одговоривте се точно. Например, на првата слика имаме врабец и нормално дека кај врабец го нема гласот Л. Ливада, зелена, ливада. Ливада, одлично за сите, гласот Л тука го има и се наоѓа токму на почетокот од зборот. Телефон. Тоа е нешто што сите го употребуваме секој ден, кога сакаме да слушнеме некого. Кај телефон, гласот Л го има, браво, и се наоѓа на средината од зборот. Банана, гласот Л, одлично, го нема. Лебед, гласот Л, браво за сите, и се наоѓа на средината, се наоѓа на почетокот од зборот. И компири, нормално компири, гласот Л, го нема. Одлично, браво за сите кои вака размисливте. На следниот слайд имаме неколку слики кои се наоѓаат во квадрати. Кај овие слики има приказна. Што е ваша задача? Ваша задача е за секоја слика да создадете по некој збор. Односно, во тие зборови треба да го има гласот Л. Овие вежби што ќе ги направите можете да им ги кажете на вашите родители. А јас ќе ви помогнем со првата. Еве, например, Леон го надува својот балон. Значи, имам два збора, Леон и балон, кои го имаат гласот Л. Тоа треба да го направите и вие. За секоја слика да кажете по некој збор, каде постои гласот Л. Ова е лавиринт. Мене многу ме подсетува на гласот Л. Ова е една игра пред самиот крај од овој час. И што е ваша задача? Ваша задача е, за да добиете малце во време, да го стопирате видеото и со вашето прсте да го најдете патот од глувчето до неговата храна, сиренцето. Но при тоа треба да го избегнете стариот чевел, изеденото јаболко, мамката за глувци, како и старата отворена конзерва. Па ви посакувам све најдобро. И за самиот крај имаме еден линк, односно јас напишав еден линк кој води до YouTube, а тамо ја имате Бушавата азбука. Можете да го напишете овој линк на вашиот компјутер и да изгледате оваа детска, многу интересна серија која говори токму за овој глас за кој збориме денеска. Гласот Л. Толку од мене за овој час. Јас ве поздравувам и посакувам све најдобро и се надевам дека повторно ќе се видиме. Довидување.